Беше тоа на 5 септември 1956 кога во местноста Моклиште над селото Ваташа Кавадаречко, рано во утринските часови, огромно слечиште земја затрупа 11 луѓе. Сите затрупани беа овчари, а со нив беа затрупани и 12.000 овци и повеќе грла крупен добиток на земјоделската задруга во Ваташа, во Дреново и во Возарци. Беше тоа на 5 септември 1992 кога Бранко Црвенковски стана втор премиер на Република Македонија на возраст од 29 години. Собранието на Република Македонија ја избра новата македонска коалициона влада. Беше тоа на 5 септември 1999 кога во Скопје пред домот на Арама е откриен споменик на мајка Тереза, најголема хуманистка на 20 век, добитник на Нобеловата награда за мир во 1979 година. Беше тоа на 5 септември 2000 година, кога во Скопје со символично предавање на клучевите од дуќанот со површина од околу 60 на метри квадратни на улицата Максим Горки број 7, на Лепосава Пиперковска и на другите наследници од Скопје, премиерот Љупчо Ѓоргиевски го означи стартот на денационализацијата во Република Македонија. Беше тоа на 5 септември 2009 година, кога во водите на Охридското езеро потона бродот Илинден и животот го загубија 15 туристи од соседна Бугарија. Несреќата се случи во 10 часот и 30 минути. Бродот со 57 патници се обраќаше на релација Охрид-Свети Наум. На 5 септември 1919 година во Струга е роден Владо Малески. Основно образование завршил во Скадар, Албанија, а гимназија во Битола. Студирал на правниот факултет во Белград, но поради избувнувањето на Втората светска војна ги прекинал студиите. Бил учесник во Народно-ослободителната борба како еден од организаторите на партизанското движење во Струшкиот крај. По завршувањето на војната бил директор на Радио Скопје и уредник на списанијата Нов ден, Современост и Разгледи. Исто така работел во дипломатската служба како амбасадор во Либан, Етиопија и Полска, а бил и член на председателството на Социјалистичка република Македонија. Станал член на Друштвото на писателите на Македонија во 1946 Владо Малески е автор на денешната химна на Македонија. На 5 септември 1961 година почина Алексо Демниевски Бауман, македонски комунист, учесник во Шпанската граѓанска војна и во Народно-ослободителната борба. На 1 јануари 1945 Демниевски е поставен за политички комесар и командант на 15-тиот македонски корпус. Учествува во борбите на Сремскиот фронт. Неговиот корпус во април 1945 учествува во ослободувањето на Винковци, Славонска Пожега, Славонски Брод, Загреб и Целје. По ослободувањето врши воени функции и станува генерал подполковник на Југословенската народна армија. Во негова чест касарната на Арама во Велес го носи неговото име. На 5 септември 1988 година умре Петар Ширилов, македонски раскажувач, романописец и литературен критичар. Завршил средно земјоделско училиште во Струмица, студирал на Филозофскиот факултет во Скопје, работел во културната рубрика на Радио Скопје, а потоа како новинар уредник во весникот Трудбеник. Бил член и на редакцијата на Современост. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1964. На 5 септември 1990 година почина Иван Михајлов Гаврилов, познат уште како Ванчо Михајлов, еден од раководителите на ВМРО, контроверзна историска личност за Македонија, нарачател на многубројни политички убиства на македонски и бугарски дејци, поддржувач на нацизмот и фашизмот. Се школувал во Штип, Солун и Скопје, каде завршил гимназија.
По Првата светска војна студирал право на Софискиот универзитет, бил еден од основачите и прв председател на студентското друштво Вардар. Михајлов од официјалната македонска и бугарската комунистичка наука е сметан за една од најцрните личности во историјата на македонското револуционерно движење. По падот на комунизмот во Софија е подигната спомен биста на Михајлов. Во музеот на македонската борба во Скопје исто така се наоѓа негова возочна фигура. На 5 септември 1997 година почина мајка Тереза, католичка калуѓерка, добитничка на Нобеловата награда за мир и прогласена за света од католичката црква. Мајка Тереза почина по неколку годишна борба со болест на срцето и белите дробови на возраст од 87 години. По беатификацијата која на 19. октомври 2003 година ја изврши папата Јован Павле II, таа ја добила титулата блажена, која ја носела се до незиното прогласување за света, откако католичката црква официјално утврдила дека има изведено и второ чудо. По повод 100 години од раѓањето на мајка Тереза, во Скопје е отворена спомен куќа. На 5 септември 2014 година почина сопранот Васка Биџова Гајдова, уметник од првата генерација на основоположниците на македонската опера и балет. Васка Биџова Гајдова трајно ќе остане во сеќавање по нејзиниот прекрасен колоритен сопран, или како што ја нарекуваа, славејчето од операта. Петти септември, како ден на упокојувањето на скопјанката мајка Тереза, родена како Гонџа Бојаџију, од Обединетите нации е прогласен за Светски ден на милосрдието и добротворните организации.